Благодарам, подпредседателе, колеги пратеници, заменик министр, почитувана македонска јавност. Расправаме за најбитниот документ кој што го носи собранието, кој што е слика и одлика на идните политики на владата за следната година. И мислам дека немаме побитен документ за кој што расправаме, а загриженоста на водачкото мнозинство се одликува во тоа што се собраа 250-тина за воопшто точката да дојде на дневен ред. Ке гледам да дебатирам во суштина и она што е битно и што произлегува еден ваков буџет, кој што е план за финансирање на државата, без да се оптоварувам или да оптоварувам дебатата со некакви бројки. Она што сите ќе се сложат е дека имаме инфлаторен буџет, односно буџет кој што се базира на високите цени на производите во Република Македонија и со тоа владата да прибере поголеми средства во буџетот. Затоа имаме за 19% зголемени даночни приходи во однос на 2022 година и дури 26% во делот на данокот на портошувачката, односно данокот на ДДВ. И тоа е суштината врз која што владата го базира овој буџет, затоа што сите други инпут, односно влезни параметри, откако почне расправата за буџетот, веќе се паднати во вода и не важат. Ниту економскиот раст, ниту се оние параметри кои што се битни за креирање на еден буџет. Ваквиот инфлаторен буџет ќе продуцира само дополнително осиромашување на граѓаните и ништо повеќе. Како и да го правдаат ова зголемување на даноците од страна на владата, во суштина тоа значи дека владата планира да прибере повеќе пари од граѓаните и од бизнисот, за да може да ги троши тие пари онаму каде што сака. Но каде е проблемот? Проблемот е што и пратениците и владата својот мандат го добиле од народот, за да работат во интерес на народот. И затоа суштинско прашање, за кое што јас во овие денови не добив одговор, а би сакал да го добијам, е дали ги праша владата и владачкото мнозинство граѓаните за да креира ваков буџет? Кого праша и кој им даде право да креираат буџет од 5,3 милиарди евра? Или буџет поголем за 75% од најголемиот буџет на влада на ВМРО ДПМН? Дали разговараа со синдикатите, кои што имаат сериозни барања и кои што се незадоволни од ваквиот буџет? Дали разговараа со коморите, кои што исто така се незадоволни и бизнисот жестоко реагира на ваквиот буџет? Дали разговараа со невладините организации во делот на секторите кои што тие ги покриваат и дали некој му одобри, побара или се сложи да имаме минорен буџет, да речеме, за заштита на животната средина? Дали разговараа со здравствените работници, какви се условите во здравството и дали им треба помош? Дали разговараа со образовните работници, основните, средните училишта, факултетите? Дали разговараа со културните работници? Затоа што во сите сегменти во државата имаме страшно уназадување, стагнација и апатија. И тоа го потврдуваат сите релевантни анкети. Ви се допаѓале тоа или не на пратениците од власта и на владата, народот во огромно мнозинство е незадоволен од правецот и насоката во која се движи оваа влада. Зошто владачкото мнозинство и владата не направи нешто налик на она кое што го направија градоначалниците на ВМРО ДПМН на отворени денови, да ги погледнат граѓаните и заедно со граѓаните најпрви да ги слушат нивните потреби, затоа што ќе повторам, буџетот треба да се однесува на задоволување на потребите на граѓаните, па заедно со нив да креираат еден буџет кој што ќе биде во интерес на она што е потреба на граѓаните на Република Македонија.
Со влада на СДСМ, и тоа е емпириски докажано, никогаш не може да има економски развој. Не може да има економски развој од неколку причини, затоа што најпрвин криминалот, корупцијата и економскиот развој не може да одат заедно. Не може да се краде, а да се има економски бенефит и благосостојба за граѓаните. СДСМ никогаш не иновира, како што тоа, впрочем, го правеле влади на ВМРО ДПМН, и ќе истакнам само еден пример. Технолошките и индустријски развојни зони, кои што како проект се воведени од влади на ВМРО ДПМН, каде што имаме реални странски инвестиции, кои што своите инвестиции ги започнаа уште пред 2017 година и кои што креираат вредност на извоз на Република Македонија и вработувања кои што се во реалниот сектор. Тоа е придобивка од влада на ВМРО ДПМН, која што била иновативна. И денес градоначалниците на ВМРО ДПМН иновираат и изнаоѓаат механизми како да ги решат најгорливите проблеми на граѓаните на Република Македонија. Сакаа да воведат општинска обврзница, како пример беше градоначалникот на општина Штип, кој што го изводи целиот пат, сите бирократски процедури, за да на крај, само заради инат на владата, не му дава согласност на соодветна седница. Владата свесно ги казнува штипјани да немаат капитални проекти, само за да може да прикаже фиктивно дека ете, градоначалниците на ВМРО ДПМН не работат, а владата е таа која што работи. Затоа апелирам владата да иновира, а кога веќе не знае да иновира, нека им помогне на оние кои што знаат и нека ги подржи овие општински обврзници на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Како новитет е исто и општина Аеродром, која што сака да издаде зелена обврзница, средства кои што ќе се наменат за зелени проекти и нешто што е неопходно на граѓаните и на општина Аеродром и генерално на Република Македонија. Меѓутоа, како што реков, криминал, корупција и економски развој не можат да одат заедно. Затоа овој буџет не може да предизвика никаков економски раст и благосостојба на граѓаните. Она што ќе предизвика овој буџет и она што е тенденција на владачката СДСМ покрај осиромашување на граѓаните е доведување на граѓаните во социјално робство. Зголемени даноци, зголемени давачки, земање повеќе пари од граѓаните, за да може потоа преку разни трансфери, субвенции, социјални бенефиции да им враќа дел од тие пари. Ке воведува минимална плата, меѓутоа ќе ја зголемува надоместокот за плати. И така ќе ги држи граѓаните во едно социјално робство, без да може да предизвика економски раст и развој. Бизнисот бара да биде растеретен од овие бирократски процедури. Бизнисот сака предвидливост, а не на дневна основа да чека на медиуми дали некој од владата ќе им каже ќе има прогресивен данок, нема да има прогресивен данок. Ќе се менува даночниот систем, нема да се менува даночниот систем. Ќе се проширува опфатот или нема да се проширува опфатот. Бизнисот не бара субвенции од владата. Бизнисот бара услови за да може да се развива, да додава вредност во државата, да плаќа даноци и со тие даноци да се финансира работењето на државата. Тоа е она што е неопходно на државата. Со ваква политика тоа не може да се постигне. Единствено што ќе се постигне е социјално робство. И луѓето секојдневно, особено ранливите категории, да чекаат информации дали ќе им даде владата 750 денари, 1000 денари за да платат струја, 2000 денари за надмината економска криза, ваучер за да купат храна и така натаму и така натаму. Тоа е суштината на политиката на СДСМ. Социјално робство на своите граѓани. Овој буџет
го бранат владеачките пратеници, владата, дека ќе донел фискална стабилност, подобар живот за граѓаните, европски интеграции. Ниту едно од овие цели кои што ги кажува владата не се отсликуваат во буџетот. Не може да се вели дека ќе се постигне фискална стабилност во буџет со огромен дефицит и буџет кој се базира на финансирање преку задолжување во странство. Тоа не е фискална стабилност. Не може влада на СДСМ да предизвика фискална стабилност кога секоја година го зборува тоа, за секој буџет, за секој ребаланс, а после 6 години власт, јавниот долг на државата е дуплиран. Ако биле домаќини, ако работеле како што треба, ако ги враќале претходните долгови како што милуваа да се фалат, јавниот долг на државата ќе бил намален. Нема да бил дуплиран. Не, напротив, покрај тоа што се задолжуваат за да враќаат претходни долгови, за што се сложувам, дополнително уште толку се задолжуваат за да го финансираат буџетот. Толку од реалноста дека може ваков буџет да предизвика фискална стабилност. Напротив, влегуваме во едни немирни води, влегуваме во надминување на макстрихтските критериуми и влегуваме во една неизвестност која што ќе не кошта наредните години и наредните генерации. Дали ќе предизвика европски интеграции? Апсолутно не, затоа што сите ставки кои што се однесуваат во делот на она што Европа преку извештајот на Европската комисија го бара од нас се намалени. Дали имаме предвидлива и во буџет финансирана реформа на јавната администрација? Нешто што го бара Европа во секој извештај. Го нема, не, напротив. Се зголемуваат ставките за плати и надоместици. И се зголемуваат непропорционално врз основа на зголемување на платите. Туку не, се зголемуваат затоа што ќе има нови партиски вработувања во институциите. Тоа е она што го гледаме во буџетот. Се зголемуваат ставките за привремени вработувања, се зголемуваат ставките за авторски договори. Ни Р од реформа на јавната администрација. Зборуваме за европски интеграции. Цела Европа, сите наши пријатели, сите држави кои што сакаат да ја видат Македонија на европскиот пат, ни велат дека имаме сериозен проблем со криминалот и корупцијата. И тоа го потврдуваат и граѓаните на сите последни анкети на мерење, релевантни, ќе повторам, анкети на мерење на јавното мислење, каде што правосудните органи се со доверба кај граѓаните од 3 до 4%, затоа што тие се најповикани да го гонат криминалот и корупцијата. И не како што се правда владата, дека кога народот идел на доктор, носел мито и тоа било проблем со перцепција на криминалот и корупцијата. Не. Народот, меѓународните партнери бараат разрешница на криминалот во високите политички кругови. Затоа што криминал може да провоцира оној кој што управува со државните пари. Овие пари, овој буџет, не го донеле владата, премиерот, министрите од дома, па сега да им помагаат на граѓаните. Не се тоа нивни пари. Тоа се пари на граѓаните, кои што со макотрпна работа го полнат буџетот. И затоа треба да биде буџет кој што ќе биде во интерес на граѓаните. Тврдам дека нема да мрднеме во ниеден сегмент од неопходните реформи за европскиот пат на Република Македонија. Она што е наша домашна задача со ваков буџет. Затоа што буџетот го претворивте во едно грне, кое што е целото со дупки. И народот се мачи и го полни, а властодржците преку дупките го празнат. Го празнат со тоа што фирми блиски или на премиери, бивши и сегашни министри добиваат државна помош. Го празните преку тендери во 4 очи. Го празните преку разни субвенции. Во суштина парите завршуваат кај луѓето блиски до елитата на СДСМ. Ево таков буџет на издупчено грне го претворивте овој наш буџет.
И на крајот морам да потенцирам дека за жал, иако сакаат посебно пратеници од власта да се фала дека имаме премиера од Куманово, дека имаме министри од Куманово, заменици министри од Куманово, овој буџет нема ништо да придонесе ниту за граѓаните на општина Куманово. Иако како пратеник поднесов огромен број на амандмани и да бидам искрен, очекував поддршка барем од пратениците од Куманово за тие амандмани, барем еден амандман да беше усвоен, за да може општина Куманово да го продолжи својот развоен пат. Ниту еден не беше прифатен. Куманово нема да има пари од владата за нови проекти во делот на реконструкција на локални патишта, па ќе останат граѓаните на Клечовце да возат 30 км подолго наместо да им направиме еден пат преку Тромеѓа за да го скратат патувањето до Куманово. Ќе останат жителите на Агино село, единствени во републиката, кои што за да дојат до својата матична општина треба да плаќаат патарини затоа што нема пари за проект за изградба на патот од Романовце до Агино село. Побара средства за проекти за водоснабдување затоа што во 21. век од 46 населени места во општина Куманово, 43 немаат вода за пиење. Основно, уставно загарантирано право, 43 населени места во општина Куманово го немаат. Немаат вода за пиење. Меѓутоа, немаше слух од власта да се помогне во овој сегмент. Побарав пари за реконструкција на депонијата во Куманово, модернизација на истата и преку 20 амандмани кои што требаше да придонесат Куманово да види бенефит од тоа што имаме еден вака гломазен 5,3 милиарди огромен буџет. Како и за цела држава на Република Македонија, така и за Куманово. Пари за граѓаните нема, ама пари за властодржците и те како има. Ви благодарам.